Некој чекал и дочекал. Јас чекав и дочекав за да се вратам конечно овде и сега на Бриф МК. Овде и ќе ме гледате и ќе ме слушате и ќе ме читате. Многу настани ја одбележаа изминатава седмица. Поголем број од овие настани се навистина потресни и за луѓето кои што учествуваа во истите, а и за пошироката македонска јавност. Во продолжение ви предлагам да погледнете што конкретно ја одбележа изминатава седница. Кој тепа против? Тепат овие фашистите во власта. Треба министерот за финансии, треба други од владата и еве се пресметуваат со Пушти ги да скривате дека тепате рекорда! Да се влечат брутално по подот нашите парламентарки, независно од која партија се, мислам дека не е добро ни за демократијата, а и општо за тоа народот што го гледа отстрана. Мислам дека се носи една лоша и слика и порака, каде што едноставно човек би се запрашал дали би требало такви луѓе кои што се со имунитет, кои што се од нас гласани, пак ќе речем независно од која партија, да се понаша, мислам да се према нив така понашаат јасно сите тие служби, дали е полиција, дали е обезбедување некое од страна на тие институции. Следев мизерија се случува. Тешка мизерија.
Па срамота е такви слики да се гледаат во наше општество, тоа е тоа. Мислиш дека тоа ќе продолжи или ќе застане тука? Мислам дека ќе застане, мислам дека им е доволно. На сите, особено на нас обичните смртници што го гледаме тоа. Мизерија. Све што се случи не требаше да се случи. Све можеше многу лесно да се седнат, да се договорат. Мислам дека да седнат и да се договорат. да, ама најверојатно неќе ни едните ни другите да попуштат. Катастрофа, мислам дека е сето ова што се случува катастрофа, дека буџетот е изгласан за насила, се трошат државни пари за фрлање летоци, за говорот на премиерот на владата по куки. Значи, кој што мислам дека тоа се мои пари од личниот данок што го плаќам, у 12 сат фрлаат летоци со 100 промашување на СДСМ. Нема избори, нема ништо, а има кампања. Зашто е сето тоа? Маринела Тушева, пратеничка од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Една од оние кои преноќија во Собранието на Република Македонија. Една од оние која се најде во рацете на, како што велат, собраниското обезбедување. Исто така се најде и на тапет кај господја Лилјана Поповска, председател на Дом. Што Маринела Тушева изјави по повод изјавата на Лилјана Поповска, погледнете во продолжение. Значи, Лилјана Поповска веќе во еден подолг период ја легитимира оваа антиженска политика на режимот на Груевски. Она што е срамно и скандалозно за еден председател на Комисија за еднакви можности е што прво премолче еден куп кастрање на правата на жените во трудовото законодавство. Следно, крајно полтронски и сервилно ја премолчи изјавата на Никола Груевски за некакви си женски права. И врв на целото лицемерие на крај проба да оправда и премолчи насилство врз жени пратенички и генерално насилство во пратеници, врз пратеници. Да, таа се обиде да ми го земе телефонот, да не снимам. Ма немој, како немој, вас како не ви е срам? Лилјана Поповска веќе во еден подолг период лажно се представува како борец за женски права, како политичар кој се настапува во интерес на жените. Сметам дека минимум што треба да направи е да си поднесе оставка од председател на Комисија за еднакви можности и конечно да престане лажно да се представува како борец за женските права. Ако не смогна сила да изреагира, да се спротистави на вакво брутално насилство кон жени пратенички, тогаш не знам што треба да се случи во државата за Лилјана Поповска да се разбуди и конечно да одреагира. Лилјана Поповска изјавува: се плашев дека некој од службите ќе тргне кон неа и ја замолив да се повлече. Маринела Тушева не ме разбрала баш онака како што треба. За господја Поповска генерално коментарите се дека е жена која што многу често не е разбрана. Во што е проблемот? Дали тешко се изразува или навистина другата страна никако не може да ја разбере? Ништо не е случајно. Морам сега да те прашам на крајно коментирана снимка зошто ја не заплака. И сега вака ви кажа, па не заплака, толку ќутек изеде во собрание. Заплака на говорот на Нора. Па затоа што сум човек со емоции кој што препознава кога вистински искрено некој се зборува. Во собранието со моите воени другари и другарки се боревме против тоталитарниот режим и тука нема место за емоции, туку за пркос и силина. Уште и навистина чудно е тоа како премиерот на ВМРО ДПМН зборува за тоа дека солзите се лоша работа. Тоа зборува за нивниот карактер, дека се тие без
милосрдни во намерата што ја прават да ја уништат Македонија. И дека тие не се секират, немаат емоции, никога ги задолжуваат граѓаните, никога ги казнуваат. Претпоставам дека се радуваат и кога не тепаја. Тоа се покаже од аплаузите и тоа од нивните лица. Јас не сум таков човек. Многу граѓани, повеќето граѓани во Македонија се луѓе со емоции, кои што доживеале семејни радости, семејни трагедии, се радуваат, плачат и на добро и на лошо. И тоа е составен дел од карактерот на нормален човек. I love you, my friend. Сега ја ќе почнам да плачам со тебе. За кратко влегуваме во новата 2013 година. Бидете овде и сега на Бриф МК. Читајте на, гледајте не, слушајте на. Среќи на нова 13, дами и господа. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and all of you. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Naтой!